Кој вели дека упорноста не се исплати? После години трпелива работа, легендарниот Мини Моук повторно во целост ги врати своите британски корени. Славното автомобилче, конструирано од сер Алек Кисигонис, првобитно беше замислено како тактичко возило за воена употреба кое со падобран би се спуштало зад непријателските линии, но место тоа ја стекна својата популарност ширум светот како рекреативно возило за плажа. Транзицијата, а потоа и распродажбата на британската автомобилска индустрија го остави со нејасни права за тоа кој може да го произведува, заради што започнаа да се појавуваат негови копии направени во Кина, Америка, Франција и каде се не. Во 2018-та, со предизвикот да го врати оригиналот на пазарот, се зафати компанијата Moog International и успеа во тоа. Ревитализираната современа верзија набрзо стана електрична, а производството беше организирано најпрво во Франција, а потоа и во Велика Британија, кај договорен партнер како привремено решение. Сега, на 60 годишнината од неговото појавување во близината на Ковентри, е пуштена во работа нова фабрика во која се планира да се произведуваат по 500 примероци годишно. Наменето за безгрешни крстосувања по сончевите приморски региони, Moog има мал електромотор од само 45 конски сили и постигнува максимални 80 км на час. Батериите се доволни за автономија од скромни 90 на километри, а цената му е поставена на нималку скромни 36.000 фунти.